парламентарни избори 2016. Канал Плюс со презентација на кандидатите за пратеници и партиските програми, односно партиската понуда пред изборите на 11 декември. Наредниот половина час е резервиран за Љупчо Николовски, носител на листата кандидати за пратеници од Коалицијата за подобар живот, коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господине Николовски, добре дојдовте во Канал Плюс. Добро ве најдов и поздрав до сите гледачи на Канал Плюс од регионот. Љупчо Николовски, дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство од септември оваа година. Правник сте по вокација, имате адвокатско искуство и сега ја предводите кандидатската листа на СДСМ и коалицијата во третата изборна единица. Единица каде со години наназад гласачите некако се понаклонети кон десно ориентираните партии. Како ги прогнозирате овие избори? Дали ќе бидат во полза на СДСМ или ќе остане традицијата истокот да гласа за ВМРО? Апсолутно е јасно на целата македонска јавност дека на 11 декември ќе се случат крупни, сеопфатни и големи промени во државата. 2 години, почнувајќи од изборите 2014 година, кој што е недвосмислено и според меѓународни и според домашни анализи и извештаи беа прогласени за неефикасни, за неефективни и беа прогласени за криминални. И во ниту еден случај не може да станува збор дека граѓаните имале фер услови за да го изразат своето право на глас. Вистината за Македонија, нашето учество во влада ги разобличи и ги разоткри криминалите и злоупотребите кои што власта на Никола Груевски 10 години, крадејќи ги парите на народот, изнесувајќи ги надвор од државата, осиромашувајќи го народот, постојано се обидува да ги уценува, да им се заканува, да ги притиска и да го злоупотребува нивниот глас на избори. Впрочем, да не беа криминални изборите, впрочем, да не беа недемократски и да не беа неслободни, немаше да потпише Никола Груевски целосна капитулација со договорот од Пржина. Тој беше принуден да прифати секое едно барање под притисок на домашната и меѓународната јавност, да прифати секое едно барање за да условите бидат фер, слободни и демократски. Тоа е техничката влада, тоа е специјалното јавно обвинителство, тоа е и неговата оставка која што беше нереална за претходниот период, ама сме сведоци дека година дена не е премиер, и нови ингеренции на државната изборна комисија со кои што се спречија сите манипулации кои што беа правени, како едни од нив двојните листи, бришењето на фантовските фиктивни гласачи кои што беа користени за злоупотреби, па и во третата изборна единица, и ние на крај успеавме да спречиме криминални избори. Изборите не се одржаа тогаш кога Никола Груевски сакаше, 24 април, 5 јуни или било кого. Никола Груевски не се спаси не се испазари за она што сакаше и со аболицијата. Ниту Ѓорѓе Јованов не можеше да го спаси Никола Груевски. Јасно е дека сите битки СДСМ ги добива во овие 2 години, затоа што е на страната на вистината. Третата изборна единица, бидете убедени, ја поминав од село од град во град, во сите 22 општини, една од најголемите победи. Народот во третата изборна единица е најмногу изманипулиран, бил најмногу под притисок, ама затоа ВМРО-вските активисти немаат куќа во која што може да влезат. Огорченоста која што ја има во третата изборна единица, благодарение на осиромашувањето кое што Никола Груевски им го приреди во овие 10 години, граѓаните од трета изборна единица дебело ќе ја казнат власта на 11 декември. На 11 декември доаѓа слободата, вистината, правдата и почетокот на решавањето на сите едни проблеми кои што ги имат сите граѓани на Македонија, вклучително и на граѓаните од овој регион. Партиските пресметки како говорат, колку пратеници се известни од оваа изборна единица? Апсолутна победа на коалицијата, не ја нарековме за подобар живот, коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, од најголем дел политички партии во Македонија, од 80 невладини организации, од бројни интелектуалци, професори, доктори кои што не се партиски членови, кои што даваат апсолутна поддршка на нова коалиција, представниците на шарената револуција, целиот граѓански сектор, сите граѓани се обединети околу коалицијата за живот во Македонија, и таа ќе однесе со сигурност, тоа се знае, победата и во трета изборна единица, и тоа ќе биде најголемо изненадување за овие избори, затоа што ќе обезбедиме фер, слободни услови во кои што токму граѓаните од овој регион, од овие 22 општини, на фер избори слободно ќе
ја изразат својата волја. Ако ја изразуваат слободно, а не под притисок, не со закани, не со уцени, не со манипулации, не со фиктивни гласови, не со подкупувања, не со закани, не со криминални дејанија, злоупотреби на институциите, особено во овој регион. Тоа не смее да се случи, тоа мора да се спречи и граѓаните се решени и тоа го гледаме секојдневно на терен. Секој ден сум на терен со илјадници луѓе во контакт, најголем дел неопределени, најголем дел поддржувачи досегашни на политиките на ВМРО-ДПМН и треба да им е јасно дека повеќе нити Владко Ѓорчев, нити Илија Димовски, нити Никола Груевски може да ги лаже и да ги манипулира гласачите од оваа изборна единица. Тоа е веќе утврдено, абсолвирано, дека услови за фери демократски избори има и дека на 11 декември нели ќе се видат резултатите, прогнозите се сега само се уште прогнози, на 11 декември ќе се виде и излезноста и за тоа нели наклонетоста на гласачите кон една, друга, трета опција, како и да е. На почеток, пред да се фокусираме на регионалните проекти, она што вашата програма го нуди за жителите од овој регион, а што по дефиниција или по наслов на програмата би требало да значи и живот во источниот регион, да расчистиме на почеток една дилема која што се наметна со самиот почеток на предизборната кампања. Значи се кршат копија околу две работи кои од ден на ден се повторуваат и од едната и од другата страна. Дали може еве вака да расчистиме? Федерализација и двојазичност, нешто што беше кажано, јавно кажано од кандидатот за премиер господинот Зоран Заев, а потоа секојдневно демантирано токму од него. Гласачите се во недоумица кој е во право, што е кажано, што важи, а што не важи од кажаното. Значи да се даде тежина на јавно кажаниот збор, бидејќи потоа, како што гледаме, демантите и објаснувањата немаат таков ефект како првично кажаните работи. Што како партија и еве лично мислите за овие обвинувања за кои партиски најмногу трпите критика? Федерализација и двојазичност. Па во отсуство на конкретен план, во отсуство на конкретни проекти, во отсуство на можност веќе Никола Груевски да ги лаже луѓето и граѓаните, само во неговата глава постои некаква си федерализација и некаква си двојазичност, пласирана преку медиумите кои што се дебело платени од власта. Значи никогаш кандидатот за премиер и идниот премиер нема споменато никаква обврска, никакво ветување, никаква работа поврзана со федерализацијата и со двојазичност. Тоа е дело на кујната на медиумите, на платените новинари од страна на власта за да ги извитоперуваат работите и да ги презентираат во јавноста и со тоа да ја покријат губитничката политика на Никола Груевски, кој што во отсуство на реални можности за создавање на живот во Македонија, во отсуство на реални проекти кои што ќе го вратат животот во Македонија, но конкретна понуда, затоа што 10 години ги лаже граѓаните, нема што друго да збори освен за федерализација и за двојазичност. И тоа е толку смешно, и толку банално, и толку примитивно, што не би сакал воопшто да навлекам. Граѓаните од овој регион имаат животни проблеми, имаат проблем што немаат канализации, водоводи, што иселеноста на третата изборна единица е најголема. Мора се спречи таа иселеност, мора се врати животот во селата, мора се инвестира во инфраструктурата, мора да се отворат работни места реални, не фиктивни, мора да има плати кои што се високи, кои што се поголеми, а не виртуелните за кои што зборува Никола Груевски. Токму во отсуство на желба, на можност, на знаење, на капацитет да се фокусират на проблемите на граѓаните, на нивното решавање. Напротив, се фокусираат да ги изнесат парите надвор од Македонија, да го сиромашат уште толку народот и да го остават така да живее во мизерија. Македонија има либерален устав, Македонија има европски устав и уставот на Република Македонија никој не може да покренува прашања било какви за промена на уставот, ако што ќе навлезат во доведување во прашање на унитарноста на самата држава. И тоа е наша гаранција и тоа е 100 пати кажано од претседателот и овие прашања само постојат во главите на ВМРО-ДПМН и во дебело платените телевизии и медиуми кои што одработуваат за власт. Многу покорисно е и вие како медиуми да поставувате прашања кои што се од корист на жителите, на граѓаните, кои што се дел од нашиот план за живот во Македонија, а не прашања кои што се ирелевантни, кои што се затворени, кои што не постојат и кои што постојат и се поставуваат само под диктат на Никола Груевски. Еве едно конкретно прашање. Уште едно појаснување, вака глобално, значи не регионално, него туку на државно ниво.
за гласачите на СДСМ, за оние неопределените кои се уште размислуваат кому да му дадат својата доверба на 11 декември. Дали можете да гарантирате дека идните пратеници на СДСМ ќе бидат на ниво на професионалноста на задачата и без разлика дали ќе влезат во собранието како доминантна, односно победничка коалиција или во опозиција, ќе си ги истуркат, ќе си ги професионално изработат 4 години за кои добиваат поддршка од граѓаните, што не беше случај во минатиот пратенички состав, нешто што според мене не е професионално. Значи граѓаните ви дале доверба, вие не го одработивте тоа како што треба. На секоја држава во крајна линија, на секој народ му треба силна опозиција. Изгубивте шансата да бидете силна опозиција за која еве во оваа изборна кампања би биле навистина горди, според мене. Први да речиме неколку работи. Според меѓународни извештаи и според сите извештаи домашни, според сите извештаи кои што ги следа изборите во 2014 година и пред завршување на гласањето ние кажавме дека тоа се криминални избори, сите тоа го повтори. И Никола Груевски немаше никогаш да потпише договор со кој што ќе си создаде своја капитулација, со кој што знае дека сега на 11 декември и заминува и ќе одговара за политиките, за злосторничките политики кои што ги правеше на овој народ. Тоа го знаеше и да беа изборите фер, слободни, демократски, тоа немаше да се случи. Напротив, потпиша сето она што можеше да го потпише и да биде изгласано во парламентот. За минатите избори, Так. значи какви резултатите беа такви какви што беа. Нашите пратеници поднеса оставки, дали вие тоа го знаете? И зошто Никола Груевски, Трајко Велјановски не ги констатираше оставките? Зошто немаа храброст, решеност да ја спроведат процедурата да ги констатираат оставките на пратениците? Затоа што ние не сакаме мандати кои што произлегуваат од криминални избори и ние се вративме тогаш кога се обврзаа сите политички партии дека ќе создадат услови за фер, слободни и демократски избори. И трета работа, СДСМ јасно дека после 11 декември ќе формира влада и тоа стабилна реформска влада со целосен капацитет и мандат да ги решава проблемите на граѓаните, а не да се грижи само за една фамилија како што тоа 10 години е на власт го спроведува владеачката партија. Значи, пратениците на СДСМ ќе бидат владеачко мнозинство, пратениците на СДСМ до крај професионално ќе одработат својата работа во интерес на решавање на прашањата на секој човек и на секој граѓанин. Нашата порака е дека за нас секој е битен и за нас секој е важен. И токму затоа владеачкото мнозинство предводено од СДСМ, од коалицијата, ќе работи на тоа поле. Дополнително, да ви информирам за дел од плановите за живот во Македонија. Значи, нашата обврска во еден од нашите столбови, а и повторувајќи после секоја пресконференција од вистината за Македонија, председател повторуваше ова никогаш да не се повтори. Значи, ваква злосторничка власт никогаш да не се повтори. И јас, тимот кој што со мене, тимот на председателот Заев, кој што со максимална искреност, честност, одговорност ја преземавме обврската да застанеме во одбрана на граѓаните, да храбро и решително се избориме против режимот. До крај ќе ги застапуваме интересите на секој човек и на секој граѓанин. Тоа е јасно, Токму затоа и ние предлагаме, а ВМРО тоа постојано го одбива и повторно ќе го предлагаме во следното парламентарно собрание, да Македонија биде една изборна единица и да има отворени листи. Зошто да се плашиме од квалитетот? Нека имат граѓаните право на избор, нека бидат изберени најквалитетните луѓе за представници во парламентот. Не да бидат тоа луѓе кои што ќе гласаат и ќе стискаат копчиња само за да, како во овие 10 години, да ја штитат криминалната политика на власта. Да носат закони во скратена постапка со која што го штитат криминалот на власта и изнесувањето на пари надвор од државата. Затоа ќе бидеме транспарентни, одговорни, искрени и до крај ќе стоиме над нашите ветување во планот за живот, она што го испланиравме. И ќе бараме една изборна единица, ќе бараме отворени листи. Впрочем, СДСМ и на овие избори покажа многу повисоки демократски и други стандарди и вредности. Ние на овие избори на листите имаме 6 кандидати кои што немаат партиска книшка, кои што во ниту еден случај нема во секој случај да со нив да имаме исто мислење, затоа што таму е борбата кај што треба да се бориме за проекти,
за решавањето на прашањата на граѓаните. И не секогаш треба да имаме исти мислења. Токму тие пратеници треба исто така како сите нас да ја штитат Македонија, за да никогаш власта не забега, за да никогаш повеќе не се повтори влада која што е криминална, која што е злосторничка и која што го направи ова злосторство на овој народ. СДСМ тоа го покажа и со листите на луѓе кои што се непартиски, кои што тежат во општеството, кои што имат знаење, имат капацитет, имат вештини, но СДСМ ќе предложи на следните избори да има една изборна единица и отворени листи за да граѓаните имаат можност да изберат и да ги изберат најдобрите представници во парламентот. Господине Николовски, продолжуваме со регионалните теми и проблеми што партијата, односно коалицијата предводена од СДСМ планира како приоритетно за решавање во третата изборна единица, односно источниот регион од државата. Нашиот план за живот во Македонија се базира на враќање на еднаквоста во Македонија. На еднаквоста која што ја воведе ВМРО-ДПМН и криминалната власт е во секој поглед. И во достапноста на јавни услуги, во достапноста на патишта, во јавните добра, во распределбата на богатството, по сите основи граѓаните и во законот и во примените на законот се еднакви. Затоа велиме секој човек е битен и секој граѓанин е битен. Ние ќе вратиме еднаквоста и фокусот во нашата програма и во нашиот план за живот во Македонија е првин да ги вратиме парите назад во Македонија и ќе има одговорност за сето она, за секој еден политичар кој што е инкриминиран во делот на бомбите и материјалите. Ќе има одговорност за секој и мора парите да се вратат назад. Околу 470 милиони евра годишно се трошат нетранспарентно, незаконски, а околу 300 милиони се трошат на споменици, на реклами, на скулптури, на панорамски тркала, на врби, на жални врби, на врби со грејачи и без грејачи, значи на фасади, на тотално непотребни приоритети преку кои што се изнесуваат милиони, стотици милиони евра надвор од Македонија. Ние со закон ќе забраниме владата првин да не може да се рекламира во медиумите. Освен тогаш кога 2/3 на парламентот ќе донесе одлука за нешто што е навистина набитно. Владата треба да работи во интерес на граѓаните, луѓето треба животот да го осетат реално дека токму тој тим кој што работи во владата прави нешто за сите луѓе во Македонија. Ќе забраниме да Македонија се задолжува надворешно за работи кои што се непотребни, освен за капитални инвестиции кои што ќе го вратат бенефит, од кои што Македонија ќе има бенефит. И ние во нашиот план произведуваме низ на други обврски кои што ги презимаме, а кои што ќе значат кратење на средствата од буџетот. Околу 470 милиони евра може да се прераспределат на приоритетни други работи кои што се за животот на граѓаните. Дополнително и како влада се обврзуваме дека ќе намалиме владата со неколку министерства од 26 на 20. Дека ќе ги укинеме економските промотори од кои што Македонија нема никаков бенефит. Напротив, имаме инвестиции на кои што им е дадена целосна поддршка, ослободени се од цел од државата, а државните и домашните македонски мали и средни предпријатија немат никаква поддршка од државата. 200.000 евра оваа влада одделува годишно за домашните предпријатија, а за една компанија од странство делува 17 милиони евра. И тоа е враќање на еднаквоста во Македонија. Нашиот план се фокусира на кратењето на трошоците на функционерите. Пратениците кои што доаѓаат вон Скопје во никој случај не можат да земат паушали, односно патни доместоци како што тоа го слушавме и го гледавме и се потврди кај Силвана Бонева и кај други пратеници. Значи ќе ги скратиме непотребните трошоци во државата. 50% од возниот парк во државата ќе биде продаден Мерцедесот на Никола Груевски. Многу работи ќе скратиме и ќе се воведе една висока транспарентност, отчетност и одговорност на власт. Секоја недела ќе има пратенички прашања. Буџетот ќе се прави јавно на дебата на македонската радио и телевизија помеѓу опозицијата и позицијата. Премиерот 2 мандати може да биде само пратеник. Премиер. Многу механизми во планот испланиравме кои што ќе значат ограничување првин и контрола на власт. До крај ќе инсистираме на враќањето на парите назад во Македонија и затоа нашиот план се фокусира и ќе се реализира преку враќањето на парите назад кон граѓаните. Токму и за луѓето од овој регион, за оваа трета изборна единица, каде што најголеми проблеми се криминалот и корупцијата, иселувањето, невработеноста, ниските плати, мизерните услови за работа. Токму затоа на тие истражувања го базиравме и испланиравме
Што е она најбитно што е за граѓаните? Ќе укинеме радиодифузната такса, ќе ја вратиме ефтината електрична енергија, ќе воведеме нов праведен даночен систем. Праведниот данок значи сите луѓе кои што земат помали плати ќе плаќат помала ставка на персоналниот данок. Сите оние кои што земат плата над 60.000 денари ќе имат поголема ставка, дупло поголема ставка по која што во државата ќе се сливат повеќе пари. Ќе уведеме системот на враќање на данокот на додадена вредност од 15%, што значи дека на крај секој човек ќе биде инспектор, ќе влезат повеќе пари во државата, но парите ќе се враќаат 15% од тој изразено ДДВ ќе се враќа во секој семеен буџет и секој семејство ќе има по уште една плата плюс. Бесплатното болничко лекување, поведувањето на зелената нафта за сите земјоделци веднаш на првите владини седници ќе го усвојам. Зголемувањето на субвенциите на 160 милиони евра годишно, односно 640 милиони евра редовни, навремени субвенции, тогаш кога им се потребни, но на вистинските земјоделци. Ќе направиме и за сите луѓе од овој регион, тоа е апликативно, односно е потребно. Ги знам нивните маки проблеми. Ревизија на тоа како е доделено државното земјоделско земјиште, истото ќе го вратиме и ќе го дадеме во рацете на вистинските земјоделци кои што ќе се грижат, ќе произведуваат, ќе го обработуваат. Ќе уведеме интервентен фонд од 6 милиони евра со кој што ќе се заштити откупот и цените на производите. Секогаш кој има пореметување на понудата и поборувачката, токму преку овој интервентен фонд ќе може да се стабилизираат цените. Државата ќе обезбеди пласман и на сите земјоделци од трета изборна единица, на целокупното земјоделско производство, затоа што тоа е обврска на државата. Не сме државата да им се заканува, да ги оценува и откупувачите и производителите, напротив, треба да даде целосна поддршка. Мора да обезбедиме нови договори, нов пласман и отварање на нови пазари надвор од Македонија. 10 милиони годишно ќе инвестираме во системи за наводнување и одводнување, исто така во целиот овој регион. Ќе уведеме, ќе ги ослободиме сите земјоделци чишто основна дејност е земјоделството, ќе бидат ослободени од паушалното даночно ослободување. Ќе имат бенефициран стаж 13 месеци наместо 12. Тоа се неколку дел од мерките кои што се однесуваат за земјоделството, а кои што ќе бидат од огромна корист за граѓаните токму од овој регион. Наша цел е помали трошоци во секое семејство, да ги скратиме непродуктивните трошоци, ќе ги ограничиме трошоците на извршителите и на нотарите на 20% од основниот долг, а каматите може да стигнат до 50%. Затоа што секаде низ третата изборна единица тоа го видов дека за сметки од 1000 денари се извршува и се наплаќа 17.000 денари. Јавните добра и услуги ќе зависат од примањата на секое семејство. Тие што се на граница на сиромаштијата ќе бидат ослободени од плаќање на градинки, на образование, на јавните добри услуги кои што ги дава државата. Се со цел повеќе пари да останат во секое домаќинство. 40% социјалната помош ќе ја зголемиме веднаш и тоа за реални 40%. Минималната плата на крајот на мандатот ќе биде 16.000 денари за сите, вклучително за сите вработени во индустријата за текстил, обувки и кожа. Таа неправда која што Никола Груевски ми ја направи, мора да ја исправиме. 16.000 денари ќе биде платата која што ќе зима секој текстилен работник. Нема да дозволиме ниту еден вработен во оваа индустрија да зима плата испод 16.000 денари. Но ќе го помогнеме и фирмите и компаниите за да може да ја дават токму таа плата. По 1900 денари испланиравме за секое работно место во секоја текстилна компанија во оваа индустрија за компаниите за да како директна поддршка за токму за овие вработувања. Ќе се насочиме кон поддршка на домашните претпријатија, на домашните компании. Ќе даваме 100 пати поголема поддршка за домашните фирми, за малите и средни претпријатија, кои што исто така се и од овој регион. Но при тоа да отварат добро платени работни места, за да можеме да ги задржиме младите од целиот овој регион, од оваа изборна единица. За работно место, ново отворено работно место до 50 години, за човек ново работен до 50 години, ќе даваме 108.000 директна финансиска поддршка од државата, ама компанијата ќе биде обврзана да дава просечна бруто плата на работникот. За луѓе кои што се од најранливите категории, поддршката ќе биде неголема, околу 172.000 денари за секое работно место, токму за овие категории на луѓе. Ќе даваме и директна финансиска поддршка на приватниот сектор, на домашните компании, доколку преземат луѓе кои што работат веќе во администрацијата. На тој начин ќе растретиме администрацијата, која што ќе работи во 2 смени, од која што нема да бркаме,
Јасно е, секој кој што работел честно, одговорно, нема потреба да се плаши. Мора да работат во администрацијата, нема да има бркање. Меѓутоа, администрацијата ќе работи во 2 смени, а клучните институции во државата ќе работат до 20 часот, за да олесниме и на граѓаните и на бизнисот во овој дел. Да може да си остваруваат своите права. Казнената политика целосно ќе ја промениме. Ќе воведеме принцип систем на опомена, па на преполовена казна, па тогаш вистинска казна за доколку трет пат биде сторен прекршокот. Ама далеку од овие казни, од овие притисоци, од овие заплашувања кои што ги имаме во моментот. Казните мора да бидат превентивни и преполовени. Ќе ги преполовиме сите казни кои што се предвидени во секој еден закон. 32 општини во Македонија ќе бидат гасифицирани, а СДСМ докажа и покажа дека само општините во кои што локално е на власт се гасифицирани општини во Македонија. Само општините во кои што СДСМ е на власт. Тоа ќе го направиме во сите 32, во првиот мандат во 32 општини и тоа ќе значи повеќе средства и повеќе заштеди во сопствениот семеен буџет. Повеќе пари во буџетот семеен ќе остануваат по многу други основи, како што се ваучерите за електрична енергија, за грејење на најсиромашните, на луѓето кои што се најзагрозени. Ќе воведеме програма за адекватен минимален доход кој што ќе значи дека сите луѓе мора да секој семејство да има минимум 12.000 денари примање. Секој семејство во кое што има 5.000 денари месечно, по основ на оваа програма за минимален адекватен доход, ќе ги излечеме од сиромаштијата, најмногу на нив ќе се фокусираме и ќе добијат пример 7.000. Ако некој зима 2.000, ќе добијат 12.000 денари. Ќе воведеме државна социјална пензија за сите категории на луѓе кои што се над 65 години, а немат 15 години работен стаж, ќе добиваат државна социјална пензија од 4.800 денари. Државата ќе се фокусира на сите луѓе на кои што ќе помогне да им најде работа, за да помалку биде офотот на луѓе кои што ќе земаат поголема социјална помош или ќе се грижиме на друг начин. Државата ќе мора да им наоѓа работа, да отвара нови работни места во новодомашните компании со силна поддршка од државата. Наместо за палми, за грејачи, за панорамски тркала, ќе инвестираме токму во домашните компании. Ги изедначувате бенефициите кои ги имаат сега странските компании, значи ќе ги имаат и домашните, така? Апсолутно, наш фокус ќе биде домашните компании. Само во регионот, да подсетам, Илија Димовски ветува некакви рурални зони во кои што самиот не верува. Само во овој регион се отворени 5 до 6 индустријски зони во кои што е земено најплодното земјоделско земјиште, кое што можеше да се даде на социјалните случаи, на луѓе од ранливи категории да го обработуваат, затоа што во ниту едно од тие зони, во Делчево, во Виница, во Берово, во Каменица, во Крива Паленка и Ранковци, каде што се ветува 6.000 работни места, ниту едно не е отворено, ниту една фабрика не е отворена, во сите овие 6 зони нема ниту еден индустријски капацитет. Нема ниту едно ново вработување. И ќе го спречиме иселувањето. За да го спречиме иселувањето, силно ќе ги поддржиме младите. Како што ќе ги поддржиме домашните компании, така и младите. Ќе отвориме огромен број на регионални стартап бизнис центри во кои што секој млад човек ќе може да основа компанија. За 1 евро ќе може да добие неповратен кредит, односно неповратни средства од 10.000 евра, некако сега да им се дадат 2 до 3.000 евра кои што ќе им се земат по разни основи, дали за обуки, дали за компјутери. Напротив, ние ќе ги стимулираме, ќе ги мотивираме да располагаат со тие средства, но да бидат ослободени од тој притисок. Да ги инвестираат најдобро како што знаат за својата добра бизнис идеја. Ке може 2 години да се задржат во овие стартап бизнис центри, да имаат бесплатно сметководство, книговодство, да бидат ослободени од комунали, да не плаќаат кирија и да ги имат поволностите за сместување токму во инфраструктурни во овие бизнис центри. Секој млад човек ќе може да добие кредитна линија од 15.000 евра со само 1% камата, како дополнување на нашата поддршка за развој на бизнис идејата. Ќе ја уведеме и Европската младинска гаранција, која што значи дека во рок од 4 месеци, како фонд кој што сега на Македонија е на располагање, ама ниту еден фонд оваа влада нема капацитет, способност, стручност и желба да го користи, затоа што не сака да ги контролират како ги трошат домашните пари. Напротив, ние ќе се насочиме кон целосно искористување на сите фондови во државата, на сите овие неповратни средства кои што стојат на Македонија на располагање. И затоа велиме дека ќе уведеме Европската младинска гаранција, која што значи директна поддршка на секој млад човек
да 4 месеци по завршувањето на образованието добие понуда за вработување, добие понуда за тренинг или да добие финансиска поддршка од државата за дополнително стручно усовршување и дополнително образование. Тоа се едни од мерките и најголем дел од мерките кои што се битни за сите граѓани од овој регион. Дополнително во нашата програма имаме мноштво на мерки кои што се несуваат таргетирано токму за локалните средини. Сакам да нагласам дека во овој план за живот во Македонија, кој што ќе биде идна владина програма, сакам да објаснам само што се состои. Од два дела кои што ги нарековме 180 степени, и тоа се нашите политики во сите области и нашите планови во сите области со конкретни рокови кои што ќе бидат реализирани во првите 180 дена од владата на Зоран Заев, а кои што ќе бидат за 180 степени спротивни од она што власта во моментот го прави. Вториот документ е 24М, кој што значи обврските кои што ги преземаме пред сите граѓани на најискрена честна основа да ги реализираме во интерес на секој граѓанин во првите 24 месеци. И сите граѓани ќе не следат и ќе знаат што она што моментално го прави владата. И уште неколку други анекси кои што значат еден во делот на инфраструктурата за сите изборни единици. Ние велиме во првите 2 години 600 милиони евра за инфраструктура патна и железничка, а во следните 10 години испланиравме проекти во планот за живот кои што тежат 3 милиарди евра и кои што преземаме обврска да биде стратешки документ по кој што ќе работи владата на Македонија во следните 10 години и ќе се фокусираме токму на патната и железничката инфраструктура. И уште еден документ кој што ги собира или абсорбира локалните проекти. Иако станува збор за парламентарни избори, ние цениме поради криминалниот однос на власт и нерешавањето на проблемите и на локално ниво, апсолутно застануваме за клучни 3 проекти во секоја општина кои што ќе ги реализираме во периодот што следи како централна власт, како влада на Република Македонија. За секоја општина по 3 клучни битни проекти, дали се за водовод, дали се за канализација, дали се за инфраструктура, дали се за преработувачки капацитети, буквално сето она што граѓаните го предложиле. Затоа што ние овој план го пишуваме 2 години и овој план го испишавме не во партијата, туку заедно со граѓаните. Овој план е базиран на наука, на факти, на аргументи и затоа е остварлив. И затоа ги вметнавме од сите општини по 3 клучни проекти кои што доаѓаат од локално ниво и кои што се битни и значајни за враќање на животот во овие средини. Дополнително застануваме зад нашата стратегија за изградба на 600 км автопатишта, 550 км регионални патишта и 1000 км локални патишта кои што до еден се наведени во анексот во програмата кој што се однесува на инфраструктурата патна и железничка. Ова се дел од политиките преку кои што ќе го вратиме животот на граѓаните и во третата изборна единица. Се надевам во овој половина час опфативме, како што кажавте, само дел од програмата на коалицијата предводена од СДСМ. Ви благодарам за гостувањето во Канал Плюс. Почитувани гледачи, тоа беше Љупчо Николовски, носител на листа кандидати за пратеници од коалицијата за живот во Македонија, коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.